Звучно списание Панорама, број 238, март 2024 година. Панорама, звучно списание на Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија. Точка 1. Импресо. 238-то издание на звучното списание Панорама представува број на изданието на информирање на слепите и слабовидните лица, членови на Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија. За месеци јануари и февруари 2024 година. Издава Издавачко-информативен центар на Националниот сојуз на слепите на Република Северна Македонија. Звучното списание Панорама е снимено на 5.3.2024 година. Звучното издание Панорама е гласник на Националниот сојуз на слепите на Република Северна Македонија. Излегува еднаш на 2 месеци, односно се снима и се објавува онлайн на SoundCloud и YouTube еднаш месечно. Примероците од списанието не се враќаат. Звучното списание Панорама представува бесплатен примерок. Издавач Националниот сојуз на слепите на Република Северна Македонија. Улица 11 октомври 42А. Зграда на Дом на хуманитарни организации Даре Џамбас 1000 Скопје. Телефон за контакт 02 32 46 537. Електронска пошта info@nssrm.org.mk. Интернет адреса www.nssrm.org.mk. Уредници Методи Атанасов, Глигор Самарџиски. Презентер на текстовите Глигор Самарџиски. Електронска монтажа Методи Атанасов. Ракописите и текстовите кои сакате да бидат објавени во звучното списание Панорама, испраќате ги на адреса Дом на хуманитарните организации на Република Северна Македонија. Даре Џамбас, Скопје, улица 11 октомври 42А, 1000 Скопје. За Национален сојуз на слепите на Република Северна Македонија или пак преку електронска пошта на Панорама @nssrm.org.mk. Точка 2. Напомена. Звучното списание Панорама го задржува правото дали и кога ќе ги објави сите доставени текстови исклучиво во согласност со редакцијската динамика. Штом бидат испратени авторските права во однос на материјалите, се префрлаат на Националниот сојуз на слепите на Република Северна Македонија како издавач на звучното списание Панорама. За текстовите кои ќе бидат објавени во звучното списание Панорама не се плаќа на доместок од страна на издавачот. Ставовите кои се изнесени во текстовите на звучното списание Панорама не се ставови на издавачот, Национален сојуз на слепи на Република Северна Македонија. Ставовите кои се изнесени во текстовите на звучното списание Панорама се исклучиво ставови на авторите на текстовите. Звучното списание Панорама прифаќа исклучиво материјали кои се конструктивни и не содржат текстови кои се против законите во Македонија. За да бидат објавени вашите коментари, треба да бидат исклучиво во контекст на темата на текстот и да се достоинствени кон авторот и останатите коментатори. За да го добивате звучното списание Панорама, ве молиме контактирајте го секретарот или секретарката на вашето локално здружение на слепи лица, кој ќе ви обезбеди формулар преку кој ќе се пријавите за да го добивате списанието и на кој можете да одберете дали ќе ви се доставува на домашна адреса, на електронска пошта или на двата наведени начини. Вашите коментари, текстови и авторски дела ве молиме доставете ги на електронска пошта на panorama@nssrm.org.mk. Напоменуваме дека звучното списание Панорама е достапно и на страната на Националниот сојуз на слепи www.nssrm.org.mk во делот на списанија Панорама. Во звучното списание Панорама се објавуваат прилози за издавачот, прилози за работата на другите здруженија, прилози за актуелни теми, новости од секоја сфера, литературни прилози, култура, информации и друго. Точка 3. Содржина. 3.1. Од ЕБУ. Позицијата на Европскиот парламент го отвори патот за амбициозна европска карта за попреченост. 3.2. Нова организацијска стратегија на Европската унија на слепи. 3.3. Земите членки на ЕУ не успеа да ја криминализираат присилната стерилизација и силување.
3.4. Мнозинството лица со попреченост се изоставени од процеси на квалитетно вработување. 3.5. Кандидатите за избори во ЕУ мора да се посветат на правата на лицата со попреченост. 3.6. Шпанија и го предава факелот на председателството на Советот на Белгија. Наша евалуација. 3.7. Поставени приоритети за попреченост за експертите на Комитетот за CRPD. 3.8. Раскажување приказни надвор од видот. 3.9. Убунту, Понтеведра, Шпанија. 3.10. Генерално собрание, Европска унија на слепи. 3.1. Позицијата на Европскиот парламент го отвори патот за амбициозна европска карта за попреченост. Го поздравуваме едногласното усвојување на официјалниот став од страна на Европскиот парламент за предложената директива за Европска карта за попреченост и Европска карта за паркирање од страна на Комитетот за вработување и социјални прашања. Оваа позиција јасно се однесува на потребите на лицата со попреченост и овозможува отпочнување на преговорите меѓу институциите на ЕУ за финалниот текст, што ја означува последната фаза од процесот на донесување одлуки во ЕУ. Ја изразуваме нашата благодарност до Европскиот парламент за активното вклучување на организациите на лицата со попреченост во текот на процесот на подготовка. Ние особено го цениме барањето за Европската инвалидска карта да даде привремен пристап до додатоци, поддршка и социјално осигурување при преселување за работа и студирање. Одредбите за пристап до поддршка при учество во програмите на Европската унија за мобилност. Предлогот да се забрза транспонирањето и имплементацијата на Европската карта за попреченост, со што ќе се обезбеди да стане реалност без непотребни одложувања. Ја изразуваме нашата благодарност до водечкиот преговарач, европратеничката Луција Чуриш Николсонова и сите пратеници во Европскиот парламент кои се залагаа за правата на лицата со попреченост во оваа иницијатива. Сега ги повикуваме преговарачите од Европскиот парламент и Советот на Европската унија да постигнат брз, амбициозен договор за Европската карта за попреченост и Европската паркинг карта. Конечниот договор треба да биде без дупки и да обезбеди минимално одложување помеѓу објавувањето на текстот и издавањето на картичките. Од суштинско значење е финалниот текст да дава сеопфатни картички поддржани со соодветно финансирање и да обезбедува јасни информации на повеќе јазици за тоа како да се пристапи до различните поволности и попусти. Јанис Вардакастанис, председател на Европскиот форум за попреченост, го изјави следното: Им благодариме на европратеничката Николсонова и на сите членови на Европскиот парламент вклучени во унапредувањето на нашите барања во ова досие. Европскиот парламент уште еднаш ја покажува својата посветеност за поддршка на лицата со посебни потреби. Сега повикуваме на силен и брз договор за да се осигураме дека лицата со попреченост можат да ги користат овие картички што е можно поскоро. 3.2. Нова организацијска стратегија на Европската унија на слепи. Во текот на следните 4 месеци ќе ја развиеме нашата нова организацијска стратегија за 2024-2029 година со консултатската соработка поддршка за развој на организацијата ODS. Овој процес ќе обезбеди вклучување на полноправните членови во усогласувањето со мисијата, визијата и вредностите на EBF. Фаза 1. Дизајн. Јануари. ODS ќе изгради разбирање за ABF и ќе ја усоврши методологијата. По прегледот на работната маса, 3 брифинг состаноци ќе го водат процесот на стратешко планирање. Фазата завршува со презентација на почетниот план пред извршниот комитет на крајот на јануари. Фаза 2. Консултации. Февруари-март. ODS ќе собира податоци преку 30 интервјуа и 4 дискусии во фокус групи, вклучувајќи различни засегнати страни како што се OPD, меѓународни организации, персонал, членови на одборот, партнери, сојузници и донатори.
Некои активности може да се случат лично за време на состанокот на одборот во март, а може да се додаде и кратка анкета. Фаза 3. Колаборативна анализа. Април. ODS ќе ги анализира собраните податоци и ќе организира 2 сесии за создавање смисла со персоналот на ABF и одборот за да ги презентира и дискутира прелиминарните наводи, обезбедувајќи точно толкување и стратешки импликации. Фаза 4. Подготовка на стратегијата. Мај. ODS ќе го подготви стратешкиот документ со цел да биде финализиран до крајот на мај. Стратешките цели кои се појавуваат ќе бидат представени за време на AGA. 2 работни состаноци со персоналот на ABF ќе се фокусираат на операционализирање на стратегијата и воспоставување на следење на напредокот. Овој партиципативен процес е дизајниран да ги собере вашите вредни сознанија. ODS може да ве контактира за учество во активности за собирање податоци. 3.3. Земјите членки на Европската унија не успеа да криминализираат присилната стерилизација и иселување. Во 2022 година Европската комисија предложи директива за борба против насилството врз жените и семејното насилство. Ова го поттикна движењето за попреченост да се залага за криминализација на присилната стерилизација и зголемена заштита на жените и девојчињата со попреченост. Неуспехот на земјите членки на ЕУ и покрај тоа што Европскиот парламент ги вклучи овие барања во нивната преговарачка позиција, земјите на Европската унија во Советот го отфрлија вклучувањето на присилната стерилизација како кривично дело и го исклучија силувањето врз основа на недостаток на согласност. Одобрувањето на посеопфатна листа на злосторства беше блокирано од неподготвеноста на француската и германската влада. Следни чекори и нашиот повик. Европскиот парламент сега треба да одлучи дали ќе го прифати ставот на Советот за усвојување на директивата. Го обновуваме нашиот повик. За земјите членки на Европската унија да го прекинат насилството врз жените и девојчињата со попреченост во сета нивна различност, а особено да се стават крај на присилните стерилизации. За институциите на Европската унија да гарантираат доволна заштита на правата на жените и девојките со попреченост во директивата, вклучувајќи достапни информации и услуги за жртвите, како и отежнувачки околности за сторителите на насилство врз лицата со попреченост. 3.4. Мнозинството лица со попреченост се изоставени од процеси на квалитетно вработување. Нашиот извештај за човекови права, право на работа, состојбата со вработување на лицата со попреченост во Европа го открива постојаниот јас во пристапот до квалитетно вработување за лицата со попреченост. Извештајот го истакнува следно: само 51,3% од активните работоспособни лица со попреченост во ЕУ се во платен работен однос. Жените и младите се особено обесправени, со платено вработување само 49% од жените и 47,4% од младите со попреченост. Ситуацијата е особено лоша во 4 земји од ЕУ. Грција и Ирска се на врвот на оваа сала на срамот со помалку од 1/3, 32,6% од лицата со попреченост вработени. Следува Хрватска со само 37%. Шпанија има 39%. Во извештајот дополнително се нагласува дека лицата со попреченост заработуваат пониски плати и покрај тоа што се соочуваат со зголемени финансиски барања во дискриминаторско и недостапно општество. Вработувањето им наметнува дополнителни трошоци, како што се трошоците за специјален превоз поради недостаток на пристапен јавен превоз и дополнителни давачки за лична помош во попогодни часови. Затоа, нашиот извештај ги повикува земјите на ЕУ да продолжат да обезбедуваат надоместоци за попреченост, дури и кога поединците се со полно работно време. 3.5. Кандидатите за изборите во Европската унија мора да се посветат на правата на лицата со попреченост. Ги повикуваме сите кандидати за изборите за Европскиот парламент да се заложат за унапредување на правата на над 100 милиони лица со попреченост со потпишување на нашиот манифест Завет за кандидати на Европските избори 2024. Градење и инклузивна иднина за лицата со попреченост.
Ова ветување се заснова на барањата на манифестот на ЕБУ за европските избори 2024 година. Градење инклузивна иднина за лицата со попреченост во ЕУ усвоен од над 700 учесници за време на Европскиот парламент на лица со попреченост во мај 2023 година. Двете главни барања се обезбедување на идните членови на Европскиот парламент повторно да ја основаат и да се приклучат на интергрупата за попреченост на Европскиот парламент. Неформално тело што ги обединува членовите на Европскиот парламент од сите националности и повеќето политички групи за да ги унапредат правата на лицата со попреченост. Го повикуваме следниот Европски парламент да го поддржи нашиот повик до Европската комисија да ја ревидира стратегијата на Европската унија за правата на лицата со попреченост за да инкорпорира нови водечки иницијативи. Манифестот предлага и конкретни иницијативи како што се воспоставување на нов генерален директорат за еднаквост и фундаментални права во Европската комисија, Комитетот за попреченост во Европскиот парламент и конфигурација за еднаквост во Советот, создавање нова Европска агенција за пристапност, спроведување на гаранција за вработување и вештини за попреченост за подобрување на учеството на лицата со попреченост на отворениот пазар на труд, обезбедување дополнителна заштита за жените и девојчињата со попреченост, вклучително и забраната за присилна стерилизација. Воведување законодавство за гарантирање на достапноста и пристапноста на помошните технологии за лицата со попреченост. Јанис Вардакастанис, председател на Европскиот форум за попреченост, изјави: Иако Европскиот парламент беше голем сојузник на движењето, ние се уште сме далеко од инклузивна Европска унија. Потребни ни се кандидати на изборите кои ќе се заложат да ги зачуваат нашите права, правата на над 100 милиони луѓе. 3.6. Шпанија и го предава факелот на председателството на Советот на Белгија. Наша евалуација. Откако Белгија го наследи председателството на Европскиот совет на 1 јануари, ADF објави евалуација на напредокот постигнат за прашањата за попреченост за време на шпанското председателство и преглед на она што програмата за председателство на Белгија ги има за лицата со попреченост. Шпанија постигна неколку значајни успеси за лицата со попреченост во текот на нивниот мандат, вклучувајќи постигнување договор за Европска инвалидска карта и Европска карта за паркирање во рекордно време. Домаќин на состанок на високо ниво фокусиран на лицата со попреченост на 16 ноември, каде што 23 земји членки усвоија заедничка декларација за правото на глас. Нашата главна надеж за белгиското председателство за време на нивниот пократок мандат да се согласи со европските избори во јуни е успешното завршување на преговорите за Европската инвалидска карта и Европската паркинг карта. Исто така предвидуваме или анализираме договори за неколку други законодавни досиеа што се однесуваат на лицата со попреченост за време на мандатот на Белгија, вклучувајќи конечниот договор за директива за борба против насилството врз жените, веќе е склучен. Конечни договори за законот за вештачка интелигенција, директиви за стандарди за телата за еднаквост, ревизија на директивата за борба против трговија со луѓе, општиот пристап за создавање на базен на таленти на Европската унија и ревизија на правата на жртвите. Деблокирање на директивата за еднаков третман. Склучување на директивата за должно внимание за корпоративна одржливост. 3.7. Поставени приоритети за попреченост за експертите на Комитетот за CRPD. Комитетот на независни експерти за Конвенцијата за права на лица со попреченост CRPD ќе разгледа имплементацијата во неколку европски нации за време на нивната предстојна 30-та сесија и 29-та предсесија, што ќе се одржи во март 2024 година. Европската унија на слепи објави ажурирана информативна белешка за експертите во која се наведени главните приоритети на европско ниво и регионалните прашања кои директно ги засегаат лицата со попреченост во нивните земји. Клучните амандмани од верзијата на информативната белешка од јули 2023 година вклучуваат повлекување на нацрт дополнителниот протокол на Конвенцијата од Овиедо, објавувањето на законскиот предлог за Европска инвалидска карта и Европска карта за паркирање, ревизија на директивата за правата на жртвите, регулативата за украинскиот механизам и процесот на престапување во Европската унија. 3.8.
Раскажување приказни надвор од видот. Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија за прв пат во својата историја заедно со партнерската организација од Република Грција, Хелас за нас, во периодот од 1.1.2024 година до 31.12.2024 година ќе биде спроведувач на одобрениот Еразмус Плюс проект Раскажување приказни надвор од видот, чија цел е да ја подобри социјалната интеграција на младите со оштетен вид преку искористување на моќта на игрите за играње улоги, RPGs. Користејќи го концептот театар на умот, овие игри се потпираат на имагинација, раскажување приказни и вербални комуникации, наместо визуелни инпути, што ги прави единствено достапна социјална активност за оваа маргинализирана група. Фокусот на проектот е да ги опреми младинските работи со специјализирани вештини за олеснување на инклузивните сесии за играње улоги, преку обука за свеста за попреченост, ефективни комуникацијски стратегии и адаптации на игри. Покрај тоа, ќе се развијат ресурси како што се прирачникот за инклузивни игри со улоги, кампањи подготвени за играње и организирање на локални настани за практичен ангажман. Целта на нашиот проект е да поттикне инклузивна средина каде што младите со оштетен вид можат да ги надминат социјалните бариери, поттикнувајќи конекции и активно учество во општеството, негувајќи нивната социјална вклученост и чувство за иницијатива. 3.9 Убунту, Понтеведра, Шпанија. Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија во овој период објави јавен повик за ангажирање и учество на млади работници и членови на Националниот сојуз на Еразмус Плюс проектот Убунту, кој ќе се спроведе во периодот од 18.4.2024 година до 26.4.2024 година во Понтеведра, Шпанија. Изборот на учесниците се изврши во заедничка соработка со партнерската организација Тикет за Европа. Целта на проектот Убунту е да се поттикнат учесниците да се вклучат во општото добро и да бидат двигатели на промените, односно да се стави до знаење реалноста на лицата со попреченост и да се донесат учесниците поблиску до работата на центрите и здруженијата во кои учествуваат. Централните активности на овој проект ќе се спроведуваат во координација со локални здруженија кои работат главно со лица со попреченост. Благодарение на нивната соработка ќе можеме да пристапиме кон една поинаква реалност, така што тие ќе можат да се запознаат со млади луѓе со различни реалности и да се научи за работата и релевантноста на овие центри за поддршка, како и многу други цели кои се предвидени во проектната рамка. 3.10 Генерално собрание ЕБУ. Представникот на Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија, Блаже Зафиров, учествуваше на Генералното собрание на Европската унија на слепи кое се одржа во периодот од 11.2.2024 до 14.2.2024 година во Лисабон, Португалија. На Генералното собрание се избираше нов состав на одборите и се дефинираат чекорите кон кои Европската унија на слепи ќе функционира во наредниот период. Крај. Почитувани слушатели, ви благодариме за вниманието кое го пројавивте за звучното списание Панорама. За да го добивате звучното списание Панорама, ве молиме контактирате го секретарот или секретарката на вашето локално здружение на слепи лица, кое ќе ви обезбеди формулар преку кој ќе се пријавите за да го добивате списанието и на кој можете да одберете дали ќе ви се доставува на домашна адреса, на електронска пошта или на двата наведени начини. Вашите коментари, текстови и авторски дела ве молиме да ставите ги на електронска пошта на Панорама nsrm.org.mk. Напоменуваме дека звучното списание Панорама е достапно и на страната на Националниот сојуз на слепи nsrm.org.mk. Во делот на списание Панорама. Во звучното списание Панорама се објавуваат прилози за издавачот, прилози за работата на другите здруженија, прилози за актуелни теми, новости од секоја сфера, литературни прилози, култура, информации и друго. Ви благодариме за интересот и на укажаната доверба. Ваш Национален сојуз на слепи на Република Северна Македонија.